Околу 20 на пациенти кои боледуваат од ретката болест Вилсон се оставени на милост и немилост. Речиси 2 месеци ја немаат потребната терапија. Иако не се лекуваат, може да се соочат со тешки последици по своето здравје, информираат од Сдруженијето Вилсон. Нашето барање е да има континуирана терапија, затоа што секое одложување и невзимање на терапија значи дека е можен значителен прогрес на болеста на лошо, кој што за жал оваа болест може да заврши фатално доколку не се зема терапијата на време. За сега користат само половина од терапијата која им е задолжителна и немаат конкретни информации кога ќе ја добијат. Од Министерството за здравство, како причини им ги навеле тендерската постапка, но и зголемување на бројот на пациенти. Ова за мене е несфатливо, затоа што Вилсон е болест во која што се знае точно терапијата колку треба да биде. Значи не е нешто што се зима по потреба, туку се зимаат одредена доза на лекови континуирано. Веќе недостаток имаме повеќе од 2 месеци и последниот пат кога земавме лекови, тоа беше, да речам, дури помалку од половина од потребната количина. Ако зимаме 8 кутичиња за 2 месеци, значи да ставени само 3. Вилсоновата болест е генетско нарушување, кое се карактеризира со неможност на организмот да го изфрли бакарот и тој се таложи во црниот дроб, мозокот и очите. Вилсоновата болест не е фатална, ако се открие навреме и ако навреме се почне со терапија. Редовната терапија овозможува и нормален живот со минимални диететски рестрикции. Во источниот дел од државата има 3 пациенти, од кој еден во Штип.